Како да се препознаат и спречат дезинформациите? Одговорите денеска ги даде Balkan News Track. Патувачкиот инфокамион, инаку проект финансиран од Француското Министерство за надворешни работи, денеска беше на градскиот плоштад во Штип со единствена причина. За да се сретнеме со јавноста на оригинален начин и да ја подигнеме звеста на забавен и прагматичен начин за формите и последниците од дезинформациите. Овде во Штип е третата македонска етапа по Битола, Гостивар, а пред Скопје. И ова е пета земја од Западен Балкан каде што застанува овој камион. Што нуди овој инфокамион? Алатки за препознавање на манипулации и дезинформации, клучни совети како да не станете и вие самите пренесувачи на дезинформации. Имено нашата активност на социјалните мрежи може да не направи пренесувачи на дезинформации без да бидеме звесни за тоа. Од која возраст е потребно граѓаните да започнат детално да се запознаваат со оваа проблематика? Односно да се почне многу рано уште во образованието, да се работи со најмладите, да се работи со студентите, да се работи па дури и со постарите генерации кои сега повторно нели учат да користат медиуми кои ги немале порано. Овој проект најде на безрезервна поддршка и од општината. Даваме секаков вид на поддршка во борбата против лажните информации кои се пласираат, а ова е една одлична можност да се креира јавно мнение на едни здрави основи кои верувам дека ќе ни користат на нас како општество кое е во тенденција на развој. Денешниот престој во Штип, францускиот амбасадор го искористи за средба и со градоначалникот Иван Јорданов. Има можност да го информирам за состојбите во нашиот град, нашите приоритети во иднина, но и нашата соработка која ја имаме како град со амбасадата на Франција. Штип е трет град каде се организира ваква средба со граѓаните, а Македонија е една од 6 земји во регионот опфатена со овој проект.